Дороти Пачкова, основачка на Една може United Fem. Во периодот кога почнав јавно да излегувам и да зборувам, па најискрено го правев тоа чисто интуитивно. Од несопирливата потреба да се зборува за неправдите кои ние на Балканот имаме обичај да ги буткаме под тепих. Животното искуство како самохрана мајка и било извор на сила и инспирација. Пред да се нафатам јас за таа борба, да бидам најискрена, не знаев што се ме чека. Растена сум во средина која можеби не била многубројна, била мала, но многу поддржувачка. Осудата од надворешниот свет не ми била позната. Се до моментот додека не сум решила самостојно да родам дете и да го растам во едно вако, можам да речам, да затворено општество. Животното искуство ја охрабрува да ја формира организацијата Една може, со која дава помош на самохрани мајки. Една може, пред да биде формално експертско здружение за родова еднаквост и права на рандливи жени, беше движење на жени кои решија да не молчат, баш во мигови кога сите им зборуваа дека треба да бидат тивки, мирни и да молчат, дури и да се срамат од себе си и своите животни избори. Таа сега ја води United Fem, мрежа на граѓански организации за зајакнување жени. Солидарноста е нешто кое сум го живеела и пред да знам колку ќе ми биде неопходно кога ќе бидам возрастна жена и мајка на 3 деца. Моментот кога ќе можам својата глава да спуштам на рамото на некоја од моите собарки и моментот кога ќе знам дека конекцијата помеѓу луѓето, колку и да сме силни, во моментите кога сме слаби, е тука, присутна, искрена и реална. Меѓу самохраните мајки таа е позната по обединувањето и апелите за помош. Шукри Епини, самохрана мајка. Дороти ја гледам како една жена, мајка Лавица, премногу е заангажирана, сака да помогне за било која мајка, не само за мене. Меѓусебната поддршка поместува граници. Пред 6 години точно останав сама, без ничива помош, ни од родители, ни од роднини. Побарав помош преку социјалните мрежи, Facebook и пишав, и таа одма ми одговори. Се собра доволно донации за скоро 1 година, доволно бебешка козметика, облека, реквизити имаше за моето дете и тоа беше како еден знак дека јас треба и можам да продолжам сама понатаму. За овие жени мрежата е емотивен штит. Цветанка Бурзовска, лиценцирана психологинка, гешталт и арт психотерапевтка. Кога ќе споделиме мака со некој кој што поминува низ исто или слично искуство, ние всушност го намалуваме чувството на таа вина, анксиозност, стрес кој што го чувствуваме, низ кој што поминуваме. Од друга страна, кога се поврзуваат меѓусебно, или споделуваат искуства, имаат чувство на припадност. Јас припаѓам во одредена група, припаѓам на одредено место, имам свое место, прифатена сум. И најважно од се ја добивам емоционалната поддршка од некој кој што веќе поминал низ такво нешто. Нивното вмрежување отвора нови врати за практична помош и поддршка во секојдневието. Силата на една заедница е токму тоа што ни покажува дека не сме сами во еден оваков предизвик, а тоа е основата за психолошка стабилност, за отпорност и за личен раст. Никогаш нема да се откажеме од нашите заложби, да исцелуваме и на микро ниво, како што се поединците, што се однесува на поединците, и на макро ниво, како што е општеството, да продолжиме да веруваме во трансформација во еден човеков свет. Видеосеријал на лице в лице за луѓе што ја живеат промената.